Јас сум противник на забраната за движење во шуми. Таа е непотребна, бидејќи и кога има забрана, оној кој што има нечесна намера ќе влезе во шумите и ќе ја запали. Дрвокраците нема да бидат спречени, пак ќе влезат и повторно може да предизвикат палење на шуми. Планинарите се пријатели на системот за управување со кризи, пријатели на пожарникарите. Планинарите кога одат во планина не предизвикуваат пожари, напротив може да рано да јават, рана детекција, да откриеме некој евентуално настанат пожар од некој дрвокраци или на друг начин предизвикан, бидејќи имаме и криминални мотиви. Кога намерно се пали некоја шума, истата да биде делумно оштетена и потоа да биде исечена по многу пониски цени и имаме патолошки мотиви. Пиромани кои што уживаат да гледат оган, ќе запалат намерно оган за да уживат во гледка, да притоа прават огромна штета и загрозуваат човечки животи. Сите оние пожари за кои што ние секојдневно известуваме, а дневно имаме по 20 на пожари на отворено, а на тоа кои ги додадеме и урбаните пожари со кои што се справуваат, зборува дека пожарникарството е опасна професија, дека тоа се храбри пожртвувани луѓе кои што буквално скокаат во оган за истиот да го изгаснат. Другиот проблем е што нема доволен број на пожарникари, слабо се опремени, некои од нив воопшто немаат заштитна опрема, лична заштитна опрема. Тој е како војник без униформа, како војник без пушка. Но тие и со нивните импровизирани униформи одат на терен. Зборуваме прво нив да ги заштитиме. Ние како држава сме должни тоа да го направиме. Да ги заштитиме тие кои што ги штитат другите, за да и тие се чувствуваат посигурни, да бидат помотивирани и уште похрабри при гаснење на пожар.